Оваа година оперативниот план нудеше доста добри услови, значи средствата кои што кои што ги одобруваме се до 10.000 евра за лица до 29 години, 7.000 евра за лица над 29 години и зависно од возрастната граница на таму каде што имаат конкурирано двајца, значи ние што ги викаме содружници или друштво со ограничена одговорност, се 10, 17.000 или 14.000 евра, зависно од која возрастна граница се содружниците. Оваа година од трите општини имаше доста голема заинтересираност. Имаме доста нови дејности, различни интереси за отпочнување на бизнис. Сега сме во тек на склучување на договори. Има добиено 61 лице, грант до 29 години, 56 лица над 29 години и вкупно 50 лица кои имаат конкурирано како содружници, односно се формирани 25 друштва со ограничена одговорност, бидејќи тие функционираат како еден правен субјект. Идеи за бизнис планови, за отпочнување нов бизнис имаше доста многу. Тие има и производствени дејности и услужни дејности, така да се застапени двата сектори. Најголем број, онда што годинава радува е тоа што има доста нови бизниси, значи за кои што досега немало апликација, како што се инструктор за параглајдерство, имаме кафе, книжарница, имаме изработка на табли за јајца, изработка на мермер, потоа она што е интересно имаме како дејност Центар за комуникацијски развој, јавно говорење и правна реторика, што е доста, значи што досега го немало како бизнис. Имаме архитектонско студио со имплементирање на модерна технологија, производство на продукти од полиутеран, што се користат за изработка на душеци, за дормео душеците претежно. Има доста автолимарски, автомеханичарски работилници, продажба на текстилни производи, има модни студија, ателие за мода, така да се доста разновидни бизнисите кои што имаат добиено и се надевам дека ќе бидат успешни во наредните години. Која е процедурата која што следи после добивањето на грант, склучувањето на договор, дали заврши потпишувањето на договорите, што следува понатаму за овие лица кои што добијат? Договорите сега се во тек на потпишување, значи дел од овие лица кои што ги имаат добро изработено бизнис планот и го имаат добиено грантот, имаат склучени договори, дел се во тек на склучување на договори. Процедурата е, значи, да се регистрира лицето во централен регистар, се доаѓа во агенцијата за вработување во Прилеп, склучуваме договори, треба да ги донесат профактурите, од каде што ќе ги набавуваат материјалите или тоа што им е потребно за работа. Со тие профактури и со склучениот договор овде се оди во банка, каде што се отвара наменска сметка и потоа откако ќе се отвори наменската сметка се склучува договор со банката за траен налог, се доаѓа повторно во агенцијата за вработување, каде што ние ги внесуваме профактурите и договорот од банката во системот и потоа следува исплатата. Она што е важно да се напомене дека исплатата оди на наменска сметка, од каде што потоа на профактурите кои што ги имаат добиено, кои што ги имаат доставено корисниците, се исплаќаат средствата на фирмите од каде што ги набавувале материјалите, репроматеријалите или производите за продажба. Со оглед на тоа дека оваа година имаше доста заинтересирани, имаше доста што, бидејќи беше голема бројката, не успеа да добијат грант. Јас се надевам дека наредната година ќе имаме голема заинтересираност, а се очекува некаде оперативниот план од прилика, значи околу март месец, да види веќе излезен и да имаме нови кредити за самовработување. Колку имаше овој пат заинтересираност во смисла на поднесени апликации вкупно, добиле рекордно околу 160 000? Во почетокот, значи, имавме 280 апликации
кои што беа доставени, а имаме добиено 167 апликанти, што значи дека има доста кои што не успеа да влезат во оваа година, да го добијат грантот. Значи рече си двојно. Да, рече си двојно.